Добро вечер, драги сограѓани. Јас се викам Здравко Куцев, учител од ово училиште. Пред 20 години, ако се сеќавате на мене. 2009 година бевме овде, позади во ова зграда, сега гледам таму е штаб на ВМРО. Нема потреба да ја викаме ова, сами ќе си кажат това. Тогаш ги кажавме нашите идеи, ставот на Социјалдемократскиот сојуз, идеите за оваа населба, во што треба да се претвори, но епилогот го знаете. Победи Зоранчо Алексов, но кај вас, како што гледам, станува се полошо и полошо. Значи сега да не се претвориме во луѓе кои што доаѓаат од избори на избори и ветуваат работи кои што не можат да ги сонуват, како што се тунели во центарот на градот, затворен базен, аеродром, автопат и кој знае уште што, ама, она основното не го ветуваат. Ај да речеме дека сте заборавени, ај да речеме дека централното градско подрачје е сведено, па може би и нема толку да се најде мана, дека еве при градските населби се оставени сами на себе, луѓето се мачат, кажавте и нашата советничка кажа, највеќе жените се враќат во мрак, стануваат сабајле, одат во мрак, се враќат во мрак, канализација, водовод, знаете кога постоеше Македонка од тогаше, и сега што понатаму. Јас не би сакал да звучам несериозно, затоа што имам намера многу често пак да доаѓам овде. Идејата моја лична, на советничката група, на Социјалдемократскиот сојуз со неговата коалиција, во овој дел, да не ве пудиме од овде да одите во градот да живеете, туку да останете овде. Местоположбата е одлична. Имате пат во близината, но ги немате основните услови. И сега, многу луѓе ќе прашат, нели? Па добро, до сега толку градоначалници се сменија и од Социјалдемократскиот сојуз и од ВМРО, ние се мениме на 4 години, така, како некој циклично движење. Арно, ама, за вас сето тоа нема никаква фајда. И пак уште еднаш ќе кажа, целта не ми е оваа вечер овде да дојдеме да собираме гласови. Тоа си е ваше право, ниту нема да ве помолам да ви речем гласајте за мене. Гласајте за вас. Не гласајте за мене. Една споредба да направиме. Значи сега прошетавме малку со подпредседателот, реклами, штабови, билборди. Уште кој знае што ќе има сега во наредниот период. Многу ми да се става. Знаете дека скоро секоја вечер ви се јавуваат на телефоните. Извинете, дали имате 2 минути да ве прашаме? Ајде, нели одучливо секој ќе каже, ајде повелете. Вие знаете ли кој не е кандидат за градоначалник? Знаеме. И кој не е? Илчо Захариев. Знаете ли Илчо Захариев колку години има живеа на Штип? И колку има украдено? Тоа е друга приказна. Тоа после, таму околу септември, за тоа другото прашање. Значи, секој час може ли човекот е стварно добар во тоа што го работи околу лековите. Ама сигурно дошол и овде да ви нуди, нели, кога ве посетува по едно аналгинче, кафетинче, па нели тие лекови се делат на рецепти. Значи, он прави злодело. Другата работа. Како он ќе се бори за Штип, кога не го осеќа како свој роден град, пошто е од Звегор, тамо Делчевско, каде? Тука дошол да виде Домазет и сега сака да виде градски тат. И па видете сега вака. Ако ние Штипјани полека си ги продаваме душите, да ве подсетам само малко. Сегашниот совет го води жена која што е некаде тамо од Малишевијата. И она ли од Звегор? Супер.
Доста е. Началникот на полицијата до вчера беше и од Берово, и тој Кашевски. Сегашниот началник на полицијата, односно на цела Источна Македонија, пак од некаде. И па ние Штипени, кај да одиме на работа? Во Италија ли? Кај да одиме, ај кажете. Значи, со други зборови, драги сограѓани, јас сум тој како што сум. И сега пред вас, и некна пред полицијата. Да. Мојата основна цел, мојот сон е Штип да биде убав град. Не ме интересира таа фотелја кој што ќе се степат за неа некој да седне и потоа заборава на сите оние работи кои што ги ветер. Ама знаете што? Животот не трае само 4 години кога си градоначалник, утре пак треба да излезеш на улицата и треба образот да биде чист. А тоа се прави само со една упорна работа и со она што ќе го ветиш и да го исполниш. Јас имам намера за сите приградски насоки да најдам решение. Кажавме дека кај вас е приоритет тоа, на друго место има други приоритети. Нема само да водиме сметка централното градско подрачје да биде онакво како што е. Ајде да ве подсетам, кога последен пат се чистеше ова ваше место овде? Ти кога беше? Па јас кога бев. Ама не за друго дека ми текна, туку председателот ми беше од овде, па ми нареди и вика, додиш таму да чистиш. Добро, да се нашалиме малко. Значи, јас како кандидат нема да можам и да успеам да ја добиам вашата доверба. Нема да можам сам да ги реализирам сите проекти. Затоа ќе треба поддршката и за светличката листа. Бројот е ист, 42. Реков на почетокот и сега ќе завршам. Ова вечер не сум дошол овде да барам гласови. Ама они најмалку имат право да ценат според делата. Тоа беше моје мото во 2009 и останувам со него. Да сте живи и здрави.